Почитувани, добре дојавте. Социјалните мрежи се дел од секојдневието на децата, но се почесто се поставува прашањето дали тие се безбедно место за најмладите. По одлуката на Австралија да воведе целосна забрана во декември минатата година, кога стана првата земја во светот што го стори тоа, слични закони навестуваат низа на европски земји, меѓу последните се Франција и Шпанија. Дилемата стаса и кај нас. Во декември исто така се формираше иницијативен одбор кој побара од надлежните институции забрана за користење на социјалните мрежи, меѓутоа институциите кај нас барем досега се прилично воздржани. На оваа тема да си кажеме, односно да си кажеме за ризиците, за последиците и за можните решенија. Со Марко Трошановски од иницијативниот одбор на родители и Зорица Николова, психолог, односно психотерапевт. Добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдовме. Фала за поканата. Марко, вас сме научени да ве гледаме и во друга улога како Институт за демократија, меѓутоа денеска во друго својство како родител, загрижен родител, кој смета дека и во Македонија треба да има ваков закон да се регулира употребата на социјалните мрежи за деца. Да, пред се сме родители, совесни сограѓани, потоа секој со својата професија. Поаѓајќи од она што со години го сведочам околу мене, во моето семејство, во мојот круг на пријатели, во училиштата каде што учат моите деца и слично, решивме како засегнати родители и наставници, морам да кажам, од училиштето Вера Сиривири Трена во Карпаш, да покренеме иницијатива која што ќе апелира иницијално, ќе зголеми свесноста за потребата од забранување на социјалните мрежи за деца до одредена возраст и понатаму регулација за адолесценти и тинејџери особено, бидејќи она што гледаме наоколу некако го прифаќаме како даденост на амбиентот во кој што живееме, меѓутоа при тоа штетните ефекти ги прифаќаме како нешто што е нужно, неизбежно, со што понатаму подоцна ќе се справуваме и така натаму, а последиците се длабоки, неповратни и создаваат општество и допрва ќе создаваат општество со членови кои што имаат длабоки психолошки импликации, последици, би рекол, од растењето во ваков амбиент кој што социјалните медиуми го создаваат. Така што мотивацијата беше да се покрене малку свеста и да се нели алармираат институциите, пред се да се мотивираат да ги забранат социјалните мрежи за деца до 12 години, а да регулираат нивната употреба за деца до 16 години. Понатаму секако секој дете се смета за по развиена единка која што може рационално да расудува. Значи целосна забрана до 12 години, а регулација до 15? До 15 или 16. Значи не наметнуваме ние строги решенија, сакаме да укажеме на последиците по психофизичкото здравје, општествените импликации и така натаму, од штетноста со тоа да се расте со социјални мрежи. За деца зборувам од 7-8 години па до дека речиси при крај на средната школа, а понатаму оставаме на институциите, на луѓето кои што имаат експертиза и знаење во оваа област за да го дорегулираат сето тоа. Не знам дали имавте средба со надлежните институции, меѓутоа надлежниот министер Андоновски во таа пригода веројатно кога ја пишавте петицијата во декември минатата година рече дека секоја забрана, ќе се обидам да парафразирам, може да има два ефекти. Ако не успеете да ја имплементирате до крај, некои ќе најдат начин да ја заобиколат, а други ќе излезат целосно од контрола. Второ, се поставува прашањето дали општеството е подготвено на таков чекор. И генерално е прашањето и за двајцата, не само за Марко од иницијативниот одбор на родители, дали како општество сме подготвени да признаеме дека социјалните мрежи за деца под 15 години не се прашање на слобода, туку на заштита. Дали не станува збор за личен избор на семејството и за од една страна ограничување на правото на детето за целосна дигитална присутност? Видете, апсолутно дека секоја слобода треба да биде ограничена со штетните последици од практикување на таа слобода. Во ситуацијата можеме да дадеме примерот и со законот за пушење. Нели, тоа е слободен изборот на голем дел луѓе дали ќе пушат или не, меѓутоа има штетност од пасивно пушење и така натаму, па носиме закон за забрана на пушење, носиме закон за безбедност во сообраќајот, забрана за алкохол и цигари за деца и така натаму. Исто е и со дигиталниот свет, кој што во себе има вградено толку штетни последици, за кои што општеството
и институциите не се спремни да се справат, не е тоа Македонија во проблеми, има и самата Австралија со примена сега на законот, меѓутоа кога нешто не можете да се справите со него единствено преку едукација или институционален одговор, најдобро е истото првично да биде забрането, бидејќи, повторно ќе кажам, траумите, фрустрациите, негативните стереотипи, ќе збориме понатаму, што тоа ги создава, се толку штетни за децата и за младите, што немаме време ние преку едукација сега да се справуваме, заради тоа што за тоа е потребен подолгорочен период да помине. Прво мора да се забрани истото, а паралелно да се применуваат другите институционални одговори на едукација, справување, родителска грижа. Никола, што мислите вие за ова, откако еве некои земји, демократски земји зборувам, значи Австралија, а потоа еве Франција и Шпанија се во фаза кога ваквите законски решенија влегуваат и во парламентарна процедура, најавуваат целосна забрана. Ние се уште се двоумиме на некој начин како општество, односно го опипуваме пулсот и еве само група на родители, и тоа од едно основно училиште, излегува јавно. Веројатно голем број родители размислуваат на темата и се согласуваат, меѓутоа еве нема на ниво на психолози некаква реакција или некаков став. Што вие вака лично мислите дали ова го толкувате како двоумење, како Мислам дека прашањето е премногу мултифакторски, апсолутно треба детално да се разгледа. Супер е за иницијативата, затоа што мислам дека крева не само свесност, тоа што е најважно кога се збориме од психолошки аспект, е свесноста. Дали сме ние спремни за ова? Да, би се согласила со министерот дека нашето општество не е вистински спремно за ова да се имплементира. Меѓутоа, додека ние не истражиме, не пробаме, не можеме да видиме каде би можеле да го движиме сето ова. Меѓутоа, што сакав јас да кажам овде некако, импликациите, последиците на тоа ќе се надоврза Марко, се навистина премногу штетни. Јас во својата пракса, верувам дека поголемиот дел моите колеги се согласат тоа дека во нашата пракса го сведочиме на тој момент што прават и какво влијание имаат негативно влијание имаат социјалните медиуми врз децата и адолесцентите. Конкретно тоа што јас го работам на адолесценција, и јас тука што би кажала треба да се постигне на ниво на, барем ќе се задржам на таа возраст 12 до 16. Тоа е нешто што повеќе би можела да дискутирам, бидејќи повеќе моето поле на практикување е дека дефинитивно треба да постои некоја рестрикција, дефинитивно треба да постои едукација, дефинитивно треба да постои еден сегмент, една алка помеѓу родителите, помеѓу образовниот систем и помеѓу детето, каде што ќе има и личен избор, меѓутоа апсолутно ќе има некаква рестрикција во која децата ќе можат барем некако ние возрастните да го превенираме оној момент на штетните влијања од социјалните медии. Значи како човек од струката, како психолог, сметате дека оваа иницијатива е оправдана, дека штетните последици од употребата на социјални мрежи врз децата се поголеми од корисноста и дека ова прашање треба да се регулира, така? Или не е толку правилно? Апсолутно. Знаете што, кога станува збор за нас психолозите, ние имаме еден многу битен момент, а тоа е баланс. Значи мора да се направи баланс. Апсолутно се согласувам дека дека информатичкото општество денеска наведува многу позитивни аспекти кај младите. Меѓутоа, социјалните медиуми, конкретно, ако збориме за Инстаграмот, за ТикТокот и нешто слично, дефинитивно имаат повеќе негативно влијание. Зошто? Затоа што ние, за да може децата да го искористат позитивното влијание, ние мора да имаме регулирани содржини. И тоа е тоа што се согласувам во аспект на регулацијата. Зошто? Затоа што има многу убави кампањи во последно време, има Шајда, многу општествени компании имаат кампањи во кои ние треба да размислуваме како да ги освестиме овие деца и млади, да дадеме позитивни примери. Во тој случај би кажала дека се позитивни. Добро. Последна во низата е Шпанија. Вчера од таму стасува вести за иницијативата, односно веќе за законскиот проект за да се забранат социјалните мрежи. И таму во тамошните истражувања се наведува дека мозокот на децата не е способен целосно да ги контролира импулсите што ги создаваат социјалните мрежи. Како тоа се манифестира во секојдневното однесување на децата и дали доаѓаат кај вас на третман деца со родители поради зависност од мобилни телефони или поради прекумерна употреба на социјалните мрежи? Прекумерна употреба. Еве како го нарекувате вие, како го дефинирате тоа? Ова што спомнавте сега навистина е така. Научно докажано дека мозокот на децата до 15-та, 16-та година се уште се развива. Самоконтролата, притисокот од социјалните медии, односно децата не реагираат добро уште на тој момент, уште се развива делот каде што не имаме толеранција и регулација на стресот кој доаѓа од сето ова, и баш поради тоа и овие високодемократски земји го признаваат овој момент и се согласувам дека треба да земеме пример.
Таму велат дека има сериозни последици врз самодовербата и менталното здравје врз децата. Точно. Постојаната потреба од лајкови. Точно. И надворешната Затоа што валидација. да се вратиме ние не раставме во време на социјални медиуми и ние немавме многу потреба да кај нас беше битно да се дружиш со другарчето, да поминеш време надвор да си задоволен. Така кај нас надворешната валидација доаѓаше од системот на поддршка од родителите, од нашите соврсници. Меѓутоа сега овие деца живеат на социјални медиуми и нормално дека секој еден лајк нив им дава едно чувство на валидација, ја билда нивната самодоверба, меѓутоа и сите ние знаеме дека таа е лажна самодоверба, затоа што во вистинскиот свет кога ние ќе влеземе во комуникација директно со друг човек, не е исто. Не е исто. Добро, повторно не би сакал да го толкувам погрешно вашиот став, меѓутоа од се ова што го кажавте, доминираат аргументи дека социјалните мрежи се повеќе штетни и од тука не го разбирам потребата што велите вие како психолози на ниво на фела, стално инсистирате на баланс. Значи кога е нешто штетно треба да се исклучи. Не може да се балансира со нешто ако е штетно. Да, повеќе мислев на рестрикција и на убаво да се види тој момент. Затоа се задржав на делот што јас би можела да го кажам. Знаете, јас не практицирам со помали деца, не би можела да кажам сега што е тоа. Апсолутно се слагам дека треба да се забрани. Кога стана збор за адолесценција, дефинитивно се согласувам дека треба да има рестрикција. Само да не забораваме слободната волја и избор. Како основно човеково право. Затоа и поставив ја дали на некој начин се ограничува правата на децата. Да, би можело да се вклучи Марко повеќе. Бидејќи Трошановски е овде во улога на иницијативен одбор на родители. Како родител кој иницира, односно пишува петиција до надлежните се превземе нешто на овој план. Реално, каде завршува одговорноста на родителите, започнува одговорноста на државата, кога станува збор за ова? Вие како родител, како ги штитите вашите деца од прекумерната употреба на социјални мрежи? Со забрана? Ке одговорам. Само да кажам, оваа петиција е иницирана од училиштето, меѓутоа веќе е поддржана од неколку училишта во Скопје. Гоце Делчев, Песталоци, Димо Хаджидимов, Димитар Миладинов и така натаму, и целта е да ја шириме. Сега ќе излеземе со онлайн петиција што можат и граѓаните и здруженијата да ја поддржат, здруженијата наставници, бидејќи имаме огромна поддршка од наставници, зашто се тие покрај родителите директни сведоци на штетните ефекти. Тоа е прва работа што сакам да кажам. Втора работа дека самата архитектура на социјалните мрежи, како тие се направени, се да создаваат зависност од допамин, хормонот кој што создава награда во мозокот. Значи, со тој проблем се случуваме и ние како корисници на телефони, скролајќи до едно време навечер, а камоли мали деца кои што немаат механизми да се справат со тоа. Односно, никој нема механизам да се справи со тоа, зашто допаминот ги заобиколува рационалните филтри на расудување. Така што ние сме сите зависници од допамин. Тоа создава зависност и така треба да го третираме и како пушење. Не сакам ја да бркам вештарки со некаква инквизиција против информатичката слобода и слично, меѓутоа социјалните мрежи за деца се нешто зашто ние немаме механизам да се справиме како луѓе, како рационални единки. Значи тоа е проблемот. Од тука јас како родител преовладувачките начини на справување и во другите општества се секако родителска контрола на апликациите во социјалните медиуми, поставување на детски профили. Кога ќе им купите нов телефон, поставувате детски профил, необичен профил, кој што филтрира содржини на кои што децата може да бидат изложени при користење на социјални медиуми. Препорачаното време од Светска здравствена организација е околу 1 час користење дневно, додека кај нас според истражувањата Институт за човекови права, мислам дека се вика 2024 по 5 часа дневно. Значи после школото јадење, спиење, неколку секции, генерално цело време деца да го поминуваат. Секое пето дете е изложено на онлайн насилство. Тоа е многу сурова ситуација. Ние кога растевме, ќе бидете можеби во оделението омаловажени, навредени, но кога ќе те навредат на социјалните мрежи, срамот кој што го чувствувате, го споделуваат, односно сведочат на него илјадници деца, стотици деца. Траумата е многу подлабока. Зборувајќи само за срамот, имајќи импликации, има илјадници. Така што тоа е делот на родителите. Изнесовте многу информации, меѓутоа прашањето беше каде завршува одговорноста на родителите, а почнува одговорноста на државата, односно на
организираното општество, на системот. Организираното општество треба да ги забрани во комуникација со овозможувачите на тие социјални содржини, Мета за Facebook, нели Инстаграм, TikTok, Snapchat и така натаму, треба да ги забрани, значи доставува информација дека нашето општество законски одлучило дека дете кое што има детски профил на телефонот не смее да има пристап до таа социјална мрежа. Тука завршува и многу е поедноставна регулацијата на тој начин. Тука завршува одговорноста на државата, бидејќи поинаку бара многу поробосни системи и механизми, знаеме дека нашите капацитети како систем, како општество се многу ограничени. Така што тоа би било првиот чекор. До 12 години дете не може да пристапи на Инстаграм, на Фейсбук. Толку едноставно. Ако е детскиот профил регистриран на телефонот. Ако настапува како дете корисник. Во Македонија имавме дебати за забрана на мобилни телефони во училишта кои завршија со прирачници и препораки. Дали ова искуство покажува дека тие препораки без санкции не даваат реален ефект? Тоа е генерално прашање за двајцата, а за Никола ве замолив за кога доаѓаат кај вас. Добре. Имате ли примери вака на зависност од она што го вели Марко, ако според Да, тоа што го обясни со допаминското, тоа е не, добре. Ако е 1 час максималното дозволено време во 24 часа да биде изложен пред социјалните мрежи, кај нас некои истражувања покажува дека со часови, можеби и по цел ден се седи на телефон. Така и во праксата можам да го потврдам тоа, да. И што се прави со таквите луѓе? Доаѓаат, бараат помош? Да, доаѓаат, бараат помош. Како оди тоа одвикнување од таа зависност на... Па не оди едноставно, како и секоја зависност. Се согласувам во тој сегмент дека треба да има едни правила, граници, што е тоа што е дозволено дома, зашто ова се сепак малолетни деца. И апсолутно тоа е тоа што оваа иницијатива исто така е во ред, затоа што го одиме и над родителскиот систем. Државата прави нешто и за да го подкрепи тој родителски систем. Меѓутоа, знаете што горам, тоа што сакам да потенцирам овде, свесноста. Кај секоја една единка. Не можат децата да видат свесност и практицирање доколку ние како возраст не го практицираме тоа. Не може ние да забраниме нешто за деца доколку ние не го практикуваме. Така да, ова што кажуваме како иницијатива дефинитивно овозможува, барем и ова што кажавме како со бракот, една поголема регулатива која доаѓа од државата, па да видиме каде сме ние и како ние може да одговориме повторно како нација. Добро, еден од најалармантните податоци, нешто што ги веројатно предизвика и мотивираше и австралиските власти, а сега и властите во повеќе европски држави, е пристапот на деца до порнографска содржина и ризикот од онлайн злоупотреби. Имаш информации во Шпанија 400 апсења на месечно ниво поради тоа што педофили преку онлайн пристапиле до малолетни деца под 13 години. Дали е тоа црвената линија? Црвената линија е на многу повеќе нивоа, Горан. Значи, да, зборуваме за педофилија, зборуваме за искривена представа за успех, за како треба телото да изгледа, за сексуалните односи, за релацијата машко-женско, за концептите на маженственост и женственост, што значи си женско и што значи си машко. Зборуваме за анксиозност, покачени ризици од депресија, намалена концентрација, зборуваме за онлайн насилство, зборуваме за предизвици за самоповредување кои завршуваат и со смрт во голем дел случаи во Македонија. Имаме многу такви случаи, да не зборуваме за агресивно однесување и слично. Така што импликациите се огромни, да не зборувам после за нарушено физички развој, седењето дома пред телефони и компјутери наместо фокус на физичка активност и онаа социјализација преку физички комплетен психофизички развој. Комплетен психофизички, значи импликациите се многу и се навистина ужасни. Ние зборуваме за свесноста. Мислам, сите сме свесни дека не треба да пушиме, нити пак дека треба на тие што не пушат да им го загадуваме воздухот. Дали законска регулација го намали пушењето кај нас? Не го намали. Мора порестриктивна мерка за тоа да се намали. Ако согласуваме дека придобивките од забраната ги надминуваат придобивките од слободата на избор, тоа треба да се направи. На крај на краишта го прават, наједноставно споредено го прават многу посовесни, еманципирани, цивилизацијски на повисоко ниво општество од нашето. Австралија, Франција, Италија, Шведска, Данска, Германија веќе дебатираат на сите тие и дебатираат и веќе имаат некакви законски решенија. Меѓутоа е многу тешко, зашто толку е
толку се и самите телефони и апликациите и законските решенија порозни да бидат сепак заобиколени за користење на истите од страна на деца, што единствено забрана го решава проблемот, додека паралелно треба да се работи на едукацијата секако и свесноста кај родителите, но што реално е ниска кај нас. Сите се одлучиме како ги оставаме децата со сати за да не досаѓаат на телефони. Сите го правиме тоа. Меѓутоа, на какви содржини се изложени, знаат само оние што ги искусиле негативните, чии што деца се само повредиле, не да може ги изгубиле животот, или кои што живеат во траума затоа што другаче одделението ги навредило или направило лажен профил на кој што му се смеваат сите останати и така натаму. Во оваа смисла, што велите на аргументот на надлежните дека забраната не би била целосно ефикасна, бидејќи ќе се најдат начини како таа да се заобиколи? Или прашање за Никола како психолог, дали законската забрана до одредена возраст може да има превентивен ефект или таа може да предизвика и контраефект? Мислам дека би требало да има превентивен ефект. Секако, пак ја кажам, право ни избор имаме ние да направиме отпор за сето тоа. Знаете, прашањето што прашувате е многу комплексно после. Меѓутоа се согласувам дека треба да се имплементира. Од кој аспект? За да видиме дали ние може да одговориме на тоа што одговараат другите европски држави. Веројатно треба време да помине за да се истражи, да се истражи при евентуална забрана, на пример, за употреба на социјални мрежи до 15 годишна возраст, како би изгледало потоа тој здрав и контролиран влез во дигиталниот свет на млади под 15 години, кога одеднаш ќе бидат пуштени, да не биде нагло пуштање на слобода. Ме разбирате што прашувам? Да. Ако новите генерации растат во едно дигитално здраво обкружување, каде што ќе нема изложеност на допамини, на екрани, на социјални мрежи од најрана возраст, кога ќе наполнат 15 години, кога тоа ќе им стане допуштено. На што ќе изгледа тоа? Како ќе личи? Прво не доаѓа не зборуваме за целосно исклучување од информацијскиот систем на децата, апсолутно. Тие треба да им е дозволено да ги користат сите придобивки кои и за социјализација, и за информација, и за забава кои што ги нуди интернетот како таков. Зборуваме дека после 12 години децата треба да почнат да имаат пристап до 15-16, тие граници варираат, каде што но со родителски надзор и учество на родителите како некој начин менторство во користењето, да се воочи што е штетно, зошто порнографската содржина на која што ќе бидат изложена може да има штетни последици, зошто ги вознемирува, иако за тоа можеби децата не се свесни. Значи, постепено воведување на децата понатаму во користењето. Не е тоа дека сега до 12 не користели, одеднашка сте изложени на целиот хаос на информации. Што видите тогаш за аргументот на надлежните дека забраната може да даде контраефект, односно да се заобиколува, се најдат начини да се заобиколува, дека дури се сомневаме како тоа ќе функционира во Австралија? Видете, многу влијае и како институциите ќе бидат подготвени, но ако нашите деца и нивното психофизичко здравје не ни е на прво место, мислам не заслужуваме да постоиме како општество. Децата се иднината, нели? Па гледате вие и сами по примерот на безбеден град, на пример, кога немаме национален консензус по едно прашање кое треба навистина да го ограничи дивото возење во центарот на Скопје и во другите големи градови, генерално, после толку жртви во сообраќајот, ние немаме национален консензус по ова прашање, немаме национален консензус по прашање за законот за пушење. Веројатно, зошто би имале консензус по прашање околу употребата на социјалните мрежи? Тука ми е... Па да, ма како што реков, ако за свесноста за сето ова што зборуваме, колку е штетна за тие што најмногу ги сакаме, ако таа не потикне да мотивира да дадеме поддршка, повторно не заслужуваме да постоиме како заедница, најискрено. А дали институциите се спремни, мислам дека секако има начини на заобиколување, но тоа не треба да ни биде нас аргумент да не ја направиме рестрикцијата, туку да не потикне да ги зајакнеме тие механизми на контрола. Во Австралија секако има деца кои што заобиколуваат и повторно остваруваат пристап до медиумите, до социјалните медиуми. Меѓутоа, бројот на падот на деца кои што се изложени на таа содржина, процентот на деца е голем, огромен. Значи, придобивките се
повторно ќе кажам ги надминуваат штетите или пак неспособност, неможноста на системот да се справи во некои сегменти со овој проблем. Клучната поента на иницијаторите на овој закон во Шпанија е дека прашањето на употребата на социјалните мрежи на децата под 15 години не е веќе прашање на личен избор на семејствата, туку прашање на јавно здравје. Апсолутно. Значи го ставаат во јавно здравје. Апсолутно. Колку ние како општество сме подготвени ќе видиме во понатамошниот период со оглед на тоа што вие како иницијативен одбор рековте дека планирате активности, посета на надлежните институции, разговори со нив, планирате да продолжите со тие петиции, со тие лобирања, но што сепак како државата се повлече и одговорноста ја препушти на исклучиво на родителите, а не ја вклопи во рамки на системот. Мислам дека ќе страдаме само свесно како односно преку сопствен избор на неделување ќе страдаме како општество, деградирајќи го човековиот капитал кој што ова општество треба да го развива понатаму и да го понесе на своите плеки. Ако тој избор сакаме да го направиме, тогаш ние се сносиме одговорноста, вината е наша како родители, како држава. Со оглед на тоа што направивте паралела во каков период сме растеле ние по возрастните генерации, каков период растат сега децата. Какви генерации може да очекуваме од овие деца што сега растат со таа изложеност на социјалните мрежи? Кога по цел ден се пред екраните, кога се постојано под агресија на тоа што скриено го користат како модел за лачење на допаминот, на хормонот на среќа, на таа потреба за валидација со лајкови. Какви генерации може да претпоставиме по 10-15 години? Ќе бидат ли здрави психолошки, ментално? Не. Затоа е многу битно да се направи нешто. Меѓутоа треба да е толку системско сето ова да согласно Марко со тебе во еден многу битен сегмент, што ние сакаме да направиме како држава, како општество, како народ, како родители, како една единка, за да нашите деца имаат подобрение. Тоа е нешто што е многу важно како поента овде да се каже. Да, затоа што нината на овие деца, апсолутно, мислам сите сме ги виделе сите оние слики како би изгледал човекот наназад еволутивно повторно, од седењето пред компјутери и некои други моменти. Мислам, таа е нината, таа е сликата. Кој ние треба да ја очекуваме овде? Пак ја кажам, значи ние не зборуваме овде за бенефитот на се што го носи информатиката и дека ние живееме во едно високо информатичко општество. Меѓутоа, во оној кревок период на растот на децата, навистина е битно да направиме нешто за нив. Добро, Трошановски зборува од аспект на родител, од позиција на родител, а вие од позиција на вашата струка. На психолог, точно. И сега не можам докрај да разграничам каде вашите ставови се поклопуваат, а каде евентуално се разликуваат во однос на кои прашања. Или мислам дека целосно се поклопуваат, бидејќи социјалните мрежи се апсолутно се поклопуваме. Тоа што овде јас сакам да го потенцирам дека е многу апсолутно ја поддржувам иницијативата. Меѓутоа е многу комплексно зашто бара многу системска едукација, бара нашето општество. Тоа е тоа што ние не сум сигурна какви капацитети имаме и треба да работиме. Ние треба да работиме едукација на родители, на едукација на наставен кадар. Ова е повеќе, овде треба да се вклучи образование, треба да се вклучи информатика, треба сите министерства да се вклучат да ние имаме широка општествена дебата е веројатно потреба за да се стават на пиедестал социјалните мрежи на ниво на зависност и да се стават да се вметнат како јавно здравствен проблем. Дали можам само да интервенирам тука? Констатирано е веќе дека социјалните мрежи и зависноста од создаваат зависност. Значи тие научните истражувања покажуваат дека создаваат зависност. Не треба да дебатираме ни околу тоа, општествена дебата да имаме. Значи тоа е веќе констатирано, само треба да сме свесни дека е тоа зависност. Прво и дека прави огромна штета по психофизичкиот развој. Второ, имајќи го тоа на ум, требаме да ги забраниме до 12 години, да го забраниме пристапот, паралелно работејќи на едукацијата за родители, наставници, сите чинители и за јакнување на институционалниот одговор кон злоупотреба на социјалните мрежи од страна и на големите фирми кои што ги имаат и од страна на недобронамерни корисници. Зборам педофили, таргетирање, маркетинг таргетирање на децата, манипулации од различни типови и слично. Значи, тука не треба нас да биде изговорот како и за све, ни треба широка јавна дебата и сега 20 години ќе дебатираме ние и 20 години имате неколку генерации неповратно оштетени психолошки профили. Значи, мораме сега и веднаш да интервенираме, а начинот на тоа не е многу скап, како што реков.
треба да има одговорна институција која ќе биде во комуникација преку МВР, преку Агенција за електронски комуникации, Министерството за дигитална трансформација, со овие провајдери. Ако се констатира злоупотреба или некое дете со детски профил регистрира профил, веднаш тој профил да биде исклучен и тоа така функционира. Сега не сме вака да го кажеш, меѓутоа реално функционира. Има пропусти, како што ќе има и безбеден град, пропусти ќе се казнува вака така, меѓутоа гледате и сами кои се придобивките од безбеден град и од ова ќе бидат огромни придобивките и исклучоците или некои слабости кои што решението би ги имало, не треба апсолутно да бидат против аргумент за одолговлекување на оваа забрана. Николова вели дека треба да бидеме пример за децата. Јас ве прашав, ќе дозволите ли да бидам повторно индискретен и да прашам како вие како родител ги заштитувате сега во услови кога нема системска заштита вашите деца од прекомерна употреба на социјалните мрежи? Со строги забрани? Со тоа што вие не, како што велите, навечер не скролате пред нив како за да бидете добар пример? Ние не сме добар пример за децата како родители, бидејќи истото го правиме, додека се обидуваме да им забраниме нив да не бидат на интернет, ние уште повеќе сме на интернет од нив. Тоа е вистината. Разликата е што штетните последици по нас, како посамосвесни, рационални, развиени личности, се многу помали отколку кај ранливи, безпомошни психолошки структури, профили на деца, кои што едноставно се изложени на штетна содржина и не се безпомошни да се справат со истата. Јас забранувам, како што реков, до 1 час според препораките на Светска здравствена организација, лично ако ме прашувате, но и други родители го прават тоа. Користам софтвери за детска, за родителска контрола и така натаму, кои што и самите по себе бараат техничка писменост од родителите да ги постават. Многу родители не знаат да ги постават, тие се комплицирано направени. iPhone-ите, Apple, например, не дозволува начин ти како да го ограничиш вкупното користење на телефонот од страна на дете, за да охрабруваш што повеќе користење на нивниот производ. И такви суптилни и троштини се прават од сите технолошки гиганти за да се охрабрува зависност и што повеќе да се максимизира користењето. Во ред и во следното прашање ќе адресирам слабоста на системот, односно недоволната ефикасност на голем број институции во земјава и да биде донесен таков закон и да се изборимте и ние како родители, и вие како иницијативен одбор и сите како општество да се воведе забрана за користење на социјални мрежи до 15 години. Верувате ли дека ќе имаат капацитет институциите тоа и да го спроведат во пракса, за да не остане само мртво само на хартија? Како што многу закони и сега ги имаме, па не функционираат, па заради тоа е така како што е. Ние и сега имаме закон за пушење, кој не се применува. Треба да бидеме оптимисти дека новото законско решение, кое е многу ригорозно и поддржано од голем број граѓани, ќе функционира во пракса, ќе се почита. Видете, дали имаме капацитети, не можам да одговорам. Мислам дека ако се гледаат како се гледаат другите сфери во кои што државата регулира или треба да интервенира, капацитетите ни се скудни. Но повторно ќе кажам, секогаш прво треба да направиме исчекор кон законско регулирање, а вториот чекор е примената на тоа законско решение. Барем да го направиме првиот чекор, па да работиме на подобрување на вториот, без тоа да не биде изговор за да не го направиме првиот чекор. Тоа е логиката. И сакам само да заклучам и да апелирам до останатите онлайн петицијата ќе биде наскоро јавна. И сите засегнати, загрижени и организации, струкови и наставници кои што знам во голем број дека не поддржуваат и родители, ги поканувам да ја поддржат за да можеме да им ставиме до знање на институциите колку е темата важна за општеството. Што значи тоа? Како ќе го ширите фронтот? Јавна ќе ја ставите на социјалните мрежи да видите колку поддршка ќе добие? Ќе ја ставиме на социјалните мрежи да видиме колку ќе добие поддршка, ќе се обидиме преку настани трибини да сензибилизираме што повеќе луѓе низ градовите во земјата и секако ќе пристапиме и до пратениците, но и до Министерството за дигитална трансформација и се надевам ќе најдат слух и време да не слушаат за, како што ја барем сметам и голем дел од нас, за најважната работа. И ќе го повторам прашањето што го поставив до Николова, од стручен аспект ве замолувам, ако оваа мисија на Трошановски и тимот околу него на родители кои ја туркаат оваа работа не успее, какви конкретни ризици гледате за децата под 15 години? Како тие ризици ќе изгледаат во реалниот живот, не како статистика? Во реалниот живот ќе имаме деца кои немаат
доволно развиена самодоверба, ќе имаме деца кои не се свесни какви не би можеле да работат на своите вештини, ќе имаме деца кои нема да имаат убави социјални односи, добри интерперсонални односи, ќе имаме деца кои ќе имаат нарушено ментално здравје, ќе имаме деца кои ќе се борат со анксиозност, со депресија, ќе имаме деца кои едноставно, како да кажам, светот во кој ќе живеат ќе биде базиран на многу различни недобри вредности со кои ние растевме и со кои ние се уште сакаме нашите деца да растат. За жал, влијанието кое доаѓа од социјалните медиуми е многу поголемо од тоа што ние го правиме овде во нашето секојдневие. Тоа е тоа што вака некако би била негативната слика. Нормално, аз како психолог се надевам дека немаме капацитети тоа да биде поинаку и оптимизмот е една многу страшна алатка на психотерапијата. Се надевам дека тоа ќе биде нешто што ние би го подкрепиле и ќе можеме да видиме една подобри днина. Зорица Николова, Марко Трошановски, благодарам многу за учеството во денешното издание, да се кажеме. Фала за приликата да изразиме што не тишти. Почитувани, јас сум Горан Петрески, вие гледавте Да си кажеме на Телма. Останете на оваа фреквенција, имајте убав ден и довидување утре во истиот термин.